od moj jagol. Mislim, znači postojam. Ако човекот не е дел од решението, тогаш е дел од проблемот. А доколку не е решение на проблемот, тоа е проблем на решението. Кажано интересно и многу вистински за нашево време на невреме, превирање, но кодот треба да се открие однапред, за да се најде одговорот во вистинското време на правото место. За тоа постојат можности и многу надежи. Деновите безрезервно минуваат и се бројат по стрелките на животниот часовник. Во центарот на случувањата е постојано тој и само тој, човекот. Таков, ваков, онаков, жив, снаодлив на свој начин и многу подвижен. Сам со своите собствени способности, предиспозиции, мани и своји квалификации. Човекот поврзан со другите на свој начин, судбински, роднински, пријателски. Овде наидува прашањето како најчесто луѓето се снаоѓаат, проаѓаат и доаѓаат до и на позиција. Кажаното поврзува многумина на еден магичен и мош непрепознатлив начин и се открива преку клучен, прост збор наречен избор. Со него, со изборот се почнува, се продолжува и води кон новото, доброто за едни, пресилно за други. Има секакви видови на избори, вистински и помалку такви. Избор и избори за ова и она. Со текот на времето се сваќа дека избирањето не е само да избираш, туку треба и да ти изберат. Од година во година се сваќа и пожелба или нечија намера се минува по многу покомплексни и во многу погруби игри. Почнува да се избира меѓусебно за пријателство, за услуга, за заедничко излегување, за заработка. Почнува свесно и несвесно да се гради имиџот на рейтингот со и во околината. Ако изборот падне на тебе, од мнозинството пред другите, се добива посебно значење за нешто поголемо и недофатливо за сите. Се јавува чувството на занес, на супериорност, кога се навлегува во кругот на моќните, со повисоките и велат несекојдневните. За волја на вистината треба да се признае дека избори имаше и се уште има по различни основи. Тука спаѓа изборот на дружење затоа што си има добар автомобил, богат вујко на власт, позната музика, убав и згоден брат, сестра и за волја на вистината се избира за инает на некој трет, за нечи туѓ инает. Некому се стемнува, на друг му се разденува. Ништо ново и ништо неискусено досега. Како времето минува, во сеќавањето останува дел од тие избори и дел како постојана животна дилема. Тоа е тоа. Тука се реалноста и можностите од друга страна. Животот е полн со изненадувања и постојани превртувања, преголема нива за орање, за која треба многу и постојано да се учи и учи. Како наближуваат изборите, се раѓаат нови соништа за многумина што се подготвени да се најдат во групата на познати, богати и славни по многу основи. Се започнува со сонот за избор на некои несекојдневни, но посакувани нешта од типот добро и скапо ауто, куќа на водно, јахта, Ролекс за престиж. Може би во мигот неостварливо, но понатаму зошто да не се успее. Среќата ќе тропне на вратата и тоа е изборот на остварување. Впрочем, никогаш не се знае што носи животот, па се мисли, ако добијам и победам на изборите, подобро јас подготвен да го дочекам мигот, отколку да бидам изненаден и неподготвен за големи нешта. Но не е злато се што светка. Деновите минуваат, времето оди, годините проаѓаат, изборите доаѓаат.
Се избираат нови пријатели и некое повисоко друштво. Понекогаш второто јас шепоти и признава дека се направени грешки и пропусти при изборот, но тоа брзо се губи, зашто на крајот стои од тие човечки да се сгреши. Разни карактери, различни избори, секакви желби и многу искушенија. На грешките има многу што да се научи и свати со искуствата што надоаѓаат и носат позрели видици кон иднината. За некои работи во животот постои поправен испит, но за жал, за повеќето него го нема. Се сваќа порано или подоцна дека заради лошиот пред се собствен избор се губи авторитетот пред себе и пред другите. Се губи старото добро друштво. Годините и соништата бегаат без посебно позната причина. Се удира од зидот кога се сваќа дека направениот избор не е избор и на вашите блиски. Се избира да не се биде веќе послушен и талентиран како некогаш. Се учи дека нијансите на белото и црното се диаметрално различни во комбинација на можното и неможното, на саканото и на постигнатото. Полека се избира новиот животен пат и се држи на соката со кормилото на речиси секогаш непобедливото јас и постојано само јас. Со изборот се сваќа дека не може се да биде избор на добра и заслужена екзистенција. Се избира едно, а животот одеднаш по некое свое правило си поигрува и како за инает избира сосема друго. Изборот е избор. Понекога се сака што поскоро да се спаси од избраното. Не се сваќа за доцнетата реакција. Се избира повторно и се сака да се биде познат, а избран си да патиш од некоја просечност. Се избира партнер да се доминира, а избран си да бидеш послушен и безгласен. Се повеќе се избира, а во реалноста се е поинаку. Во вакви случаи предавање нема, се додека трае по кој знае пат изборот. Полека доаѓа и наполно обзема изборната трка. Се трча и трча, како се знае и умее, не штедејки се себе си, ниту тие околу вас. Се почнува да се коцка со игрите на среќа, а се нема свест дека се влегува во машинеријата на босови. Почнува сомневањето во сопствениот вкус. Недостига повремено и туѓа памет за да се истрае и пред се избере. Започнува викањето и советувањето од типот «Ти си навистина добар, но те замесија». Свести се навреме. Прашањето «Но зошто, како?» и одговорот «Навистина не знаеш да избереш кога треба и како што треба». Што е тоа со тебе? Трчај го кругот, не застанувај, играј го орото до крај. И тогаш, кога се мисли дека пропаднале сите бродови, кога изгледа дека се е веќе безнадежно, некој доаѓа и се обраќа. Победивме, те избравме тебе, ти ни требаш, за тебе гласавме. Не треба да си изненаден, дојде миго твоите 5 минути, искористи ги без двоумење. Може да ти се верува, ти си вреден, паметен, учен, горд, способен, некорумпиран и слободен. Ти си роден водач. Ти си избраниот за ова време и за овој народ. Во недостаток на среќа и пари, почнуваат да се слушаат оние кои тоа го имаат на претек и сакаат да го поделат со тебе. Почнува слепото верување и слушање на оние кои потикнале и веќе се избрани. Преку ноќ се станува славен и познат. Сликите се појавуваат во весниците, телевизиите, автобусите, билбордите. Самиот веќе може тешко да се навикнеш кога се гледаш онака, очи во очи со себе и се фаќаш во чудни размисли кога со себе сам се разминуваш. Што се случува? Дали ова она вистинското? Дали може би се сгреши? Колку ли ќе потрае? При изборот, како во филмовите, сите те поздравуваат, разговараат со насмевки за се и се што, се сеќаваат на едно друго време, кога се одело во кино, се седело во иста клупа, на секакви седенки. Се чувствува пријатно си како никој никогаш да не ги затворил вратите на рајот.
Ако нешто и не се сеќава, сеќавањата веднаш се освежуваат од нечија страна и доволно е да се отвори весникот и да се потсети на случувањата некогаш и денес. Се станува победник на кого сите му завидуваат, а од друга страна и му се восхитуваат. Што прави изборот од човекот? И овде она познатото. Убаво е да си избран, но и способен тоа да го исполниш пред тие што те избираат. Ветувањето е едно, исполнувањето на тоа другото е важно прашање со искрен одговор пред себе. Многу дилеми, многу прашања остануваат во воздухот. Власта го прави своето и полека се тоне и се заборава да се собуја чевлите од нозете, за да се почувствува тревата со боси нозе. Животот се претвора во сказна. Најтешко после тоа е она, будењето. Токму тогаш почнува да се враќа филмот наречен реалност. Одеднаш, како на шаховски часовник, кога ќе падне знаменцето по задоцнетиот одигран потек, почнуваат да паѓаат коцките во круг. Несопирливо, талентирано и така моќно. Болно и толку реално. Се тоне и се губи тлото. Дали е време да се застане да се преиспита, да се избира повторно? Изборите се тука, пред нас. Важен е вистинскиот, правиот избор. Прашањето е, постои ли воопшто вистински избор за да сите бидат и задоволни и среќни? Избор. Краток збор со големо значење за тие што знаат да препознаваат и да избираат со време и навреме, за доброто на сите. Почнува да се гледа животниот изборен филм, но со затворени очи. Помеѓу сонот и јавето се слуша гласот кој зборува: не можам да се разбудам, сонувам и постојано избирам меѓу овој и оној, меѓу себе и тој другиот. Каде е вистинскиот избор? Има ли вистински, за сите добар и погоден? Кој е одбраниот? Избори се ближат. Ако човек не е дел од решението, тогаш е дел од проблемот. А ако човекот не е решение на проблемот, тогаш е проблем на самото решение. Од мој јагол. Мислам, значи постојам.